Светските истражувања покажуваат дека со појавата на коронавирусот, депресијата бележи голем пораст кај целото население во светот. Страв, паника, анксиозност и фрустрација се само дел од појавите кои што се многу чести кај светската популација со новонастанатата ситуација од коронавирусот. Конкретно за тоа како младите се справуваат со COVID-19 и како истиот влијае врз нивното ментално здравје се темите за кои побаравме став на експертот психолог Асен Прличков. Тој за Здравкин вели дека постојат различни причини за појава на претходно набројаните состојби, како најзначајни ги наведе намален буџет, семејни и училишни проблеми, стапување во брак и слично. Современата психологија и она што гледам дека што било истражување во Европа, најкритичен период за појава на ментални болести е до 25-та година од живот. Меѓутоа, има механизми, има начини, меѓутоа и пред се треба волја од самата личност за надминување на истите. Првенствено нешто според него што мора да се направи е разговор со психолог. Тоа е неопходна потреба за сите млади. Разговорот со психолог треба да биде исто како одењето на матичен лекар, одење на стоматолог, бидејќи во многу ситуации истиот може да помогне. Психологот Прличков нагласи дека е крајно време да не се мешаат термините одење на психолог со одење на психијатар. Како совети и трикови за надминување на претходно наведените појави кај младите, Прличков наведе повеќе совети. Во поглед на анксиозноста, депресијата, агресивноста, нетолеранцијата може да се реши со физичка активност. Со барем еден час на ден пешачење, возење велосипед, трчање, возење ролерки и слично. Значи, минимум еден час на ден. Има едноставни вежби, техники на дишење, кои што кратко време траат, минута до две, а можат многу да им помогнат на луѓето во делот на менување на стресот. Бидејќи сите овие работи вие што ги набројавте, а се како резултат на одреден и голем стрес. За подобрување на менталното здравје на младите, како и надминување на депресијата, анксиозноста, фрустрацијата и слично, Прличков ги напомена и социјализацијата со пријатели на сонце, при тоа почитувајќи ги мерките за заштита, посета на паркови и зелени површини, читање на книги, како и гледање на некој филм.